е реалната слика од граѓаните за комунално-патната инфраструктура во општината. Од минатиот до денешниот 7 ноември за подобрување на комуналната и патна инфраструктура беа вложени 63 милиони денари, од кои 39 милиони се од општинскиот буџет. Неголемиот дел од средствата беа насочени кон подобрување на патната мрежа. Сакам да напоменам дека уште многу треба да се направи во поглед на патната инфраструктура, но правиме напори за неизменно подобрување и тоа во сите населени места и се надевам дека во иднина резултатите ќе бидат уште поголеми. Изградени се 2 нови патни правца од Богородица до Понов мост и патот до село Ума со финансиска подршка од владата на Република Македонија во износ од 24 милиони денари. Исто толку средства општината издвои за санација и реконструкција на постојната патна мрежа, но и изградба на нови улици во Гевгелија, Миравци, Негорци. На неколку сообраќајници во Гевгелија се изградени нови тротоари, а на патот Гевгелија, Негорци во тек е изградба на пешачка патика. По барање на граѓаните се реконструирани и канализационите линии на неколку гевгелиски улици, но исто така изградени се и нови линии за атмосферска канализација на проблематичните места во градот и во другите населени места. За реконструкција и нова канализацијска мрежа беа вложени над 10 милиони денари. Додека пак за обнова на водоводната мрежа и изградба на нови водоводни линии беа вложени над 4 милиони денари, а јавното комунално претпријатие започна со монтирање и на дигиталните водомери. Во периодот меѓу двете празнувања продолживме и со подобрување на условите за престој и настава во образовните институции, за што беа вложени над 8 милиони денари. Оно што сакам посебно денес да го истакнам е дека изминатава година на полето на културата и спортот постигнавме значајни резултати. Гевгелија годинава беше прогласена за културна престолнина во земјата, а тоа е многу повеќе од ветената културна трансформација. Во изминатите 9 месеци во градот на културата беа одржани 130 музички, театарски, ликовни, книжевни и други културни настави. Со големо задоволство во оваа прилика сакам да најавам дека наскоро културните настани ќе се одржуваат во реконструираниот Народен театар, чија реконструкција и интериерно уредување е во завршна фаза. Исто така, сакам да потсетам дека повторното отварање на Народниот театар беше овозможено со доделените 500.000 евра од Европска унија, но и со издвоените општински средства во износ од над 150.000 евра. Со довршувањето на реконструкцијата на Амамот, Гевгелија конечно ќе добие и ликовна галерија. Што се однесува до спортот, годинава е евидентен подемот и развојот на професионалниот и масовниот спорт во општината. Имаме екипи кои се надпреваруваат во прволигашка конкуренција, а спортските турнири привлекуваат се поголем број млади луѓе. Значајно е да се одржат и резултатите од обезбедувањето по квалитетни просторни и други услови за одвивање на спортските активности. Гевгелија доби двојно тениско игралиште, а Миравци ново фудбалско игралиште преку Агенцијата за млади и спорт и владата на Република Македонија. Спортската сала 26 април е целосно реконструирана и оспособена за првенствени надпревари. И тоа како резултат на поддршката на повеќе фирми кои финансиски ја помогнаа иницијативата за замена на подот во спортската сала. Во оваа прилика дозволите ми да ја изразам својата благодарност до бизнес заедницата за ваквата поддршка и да нагласам дека спортската сала 26 април е пример како заедно можеме повеќе и како треба да го унапредуваме спортот и воопшто развојот на општината. Почитувани гости, наша определба и натаму е општина Гевгелија да го продолжи ваквиот развоен пат. Пред нас е реализацијата на 3 капитални проекти, изградбата на пречистителната станица, за која средства се обезбедени, а швајцарската консултантска фирма го подготвува меѓународниот тендер. Продолжуваат активностите околу браната Конско, кои се насочени кон иновирање на проектот и контакти со заинтересираните инвеститори. Завршени се урбанистичките подготовки за изградба на откупно-дистрибутивниот центар кај Прдејци. Привлекувањето на странски инвеститори останува главна определба на локалната самоуправа, која веќе ги донесе урбанистичките планови за најатрактивните локации, а со добиените надлежности околу државното земјиште, уште побрзо и поефикасно ќе одговори на барањата на инвеститорите. Драги пријатели, можеби за некого наброените факти се суви бројки, кои не кажуваат многу. Но, за да овие бројки и факти стојат макотарна работа, голема посветеност и ангажирање на човечки потенцијали.
Секој од нас има своја визија, има свој сон. Мојата визија и мојот сон од Гевгелија да направиме пристойно и препознатливо место за живење, општина која од ден во ден го менува својот изглед, општина со уште помал број на вработени и со голем број инвеститори и со многу задоволни луѓе. Со желби за просперитетна иднина на граѓаните на општина Гевгелија, со убедување дека заеднички и посветено ќе работиме на нови зафати кои ќе го подобрат квалитетот на животот во општина Гевгелија. Нека ни е честит и вековит празникот. По повод празникот на општина Гевгелија, честитка до градоначалникот на општина Гевгелија упати председателот на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов, во која се вели: Во оваа свечена пригода сакам да ви упатам искрени честитки за богатата програма со која одбележувате 67 годишнината од Слободна Гевгелија, а со која потврдувате дека со право го носите епитетот Град на културата во 2011 година. Развојот на целокупните општествени односи преку меѓусебно разбирање на традиционалните вредности и културни особености треба да биде поттик во одбележувањето на денот на ослободувањето на Гевгелија, се вели во честитката на председателот Ѓорги Иванов. Телеграми со честитки упатија Даворин Терчон, градоначалник на збратимената општина Сежана, и Матеј Арчон, градоначалник на општина Нова Горица, која прояви иницијатива за збратимување со Гевгелија. Исто така, честитки упатија градоначалниците на збратимената општина Јабланица, Салем Дедик, градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Сокол Митревски и многу други. На сите им се заблагодаруваме за упатените честитки. Драги гости, денес меѓу нас се и нашите пријатели од збратимените општини Инџија, Република Србија и Јабланица од Босна и Херцеговина. Го поканувам господинот Александар Ковачевик, председател на собранието на општија Инџија, да ви се обрати. Добар дан свима. У своје лично име, у име општине Инџија, честитам празник, да ga u miru, sreći i slodi provedete. Evo, ja osjećam se ovdje kao od kuće, ne osjećam se kao neko ko dolazi i odlazi iz Đevđelije, osjećam se neko ko je stalno ovdje. U ime opštine Inđija želim da izrazim svoje zadovoljstvo da je jedan projekat koji smo zajednički radili, a to je Sistem 48, da je zaživeo ovde, da pokazuje dobre rezultate i mi, mlađa generacija, ćemo se truditi u narednom periodu da ostvarimo i druge projekte. Pre svega, u komunalnom planu naša pomoć se ogledati u dovođenju stranih investitora, kao i u mnogim drugim problemima, rešavanju drugih problema. Još jednom, u ime opštine Inđija, želim vam sve najbolje, želim vam ličnu i porodičnu sreću i da lepo provedete današnji praznik. Hvala. Го поканувам господинот Салем Дедик, началник на општина Јабланица, да ви се обрати. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, čast mi je zadovoljstvo da u ime delegacije općine Jablanica na Neretvi iz Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime kao općinski načelnik mogu sve vas pozdraviti. Želim da vam prenesem iskrene čestitke i pozdrave svih građana općine Jablanica za ovaj vaš svečani dan. Meni je bila posebna prilika da i ovaj put dođem u Đevđeliju, da posjetim gradonačelnika, njegove saradnike, rukovodstvo vaše skupštine i evo ovo što sam danas ovdje u prilici, što sam mogao vidjeti iz izlaganja mog prijatelja gradonačelnika Frangova. Mislim da sam iz iskustava i pozitivnog rada jednog gradonačelnika ove lijepe općine, naše bratske općine i njegove prezentacije i našim dolaskom mogao uvijek vidjeti da Gevgelija svakim danom i svakom pogledu napreduje u izuzetnom pozitivnom pravcu i da je to nešto što nas kao malu općinu Jablanica u Bosni i Hercegovini raduje, jer pozitivna iskustva koja nosimo iz Đevđelije, ono što je naše kulturno-umjetničko društvo iz Jablanice imalo prilike prošle godine da prisustvuje ovdje sa djecom iz Đevđelije, je nešto što su ponijeli lijepih utisaka. Ja stvarno od srca želim da se još jednom zahvalim na onome što je gradonačelnik učinio zajedno s nama, da obnovimo naše prijateljstvo
koje datira iz davnih godina i da mi mlađi imamo i priliku da obnavljamo one pokidane veze i da radimo na svem onome što je pozitivno u pravcu našeg zajedničkog napretka. Ja evo koristim priliku naravno i da borcima Narodno-oslobodilačkog rata, ljudima zbog kojih mi svi danas ovdje sigurno postojimo, odam veliko priznanje i zahvalnost na onome što evo i dalje vodimo brigu svi o njima, jer da nije njih bilo sigurno i mi ne bi imali prilike da danas budemo u ovakvim velikim svečanostima, naravno i svim onim u općinskoj administraciji, u gradu Đevđeliju, naravno i skupštini, u vašem sobranju u Đevđeliji, koje je sigurno dalo doprinosa da Gevgelija svakim danom sve više, da kažemo, napreduje. Evo, u svoje ime, u ime delegacije općine Jablanca, u ime građana općine Jablanca, ja vam želim da ovaj svečani dan, vaš dan općine, 7. novembar, proslavite u ličnoj, porodičnoj i sreći i uspjehu u budućnosti i da prenesem u svoje ime čestitke građanima Đevđelije i u naravno ime svih građana općine Jablanca. Dobrodošli uvijek i osjećajte se kao što se ja dobro i lijepo osjećam u vašoj Đevđeliji i vašoj našoj Đevđeliji. Dobrodošli u Jablancu, Neretvu, u Hercegovini, u Bosnu i Hercegovini. Hvala vam. Дозволете ми да се заблагодарам на упатените честитки и поздрави. Ве поканувам да го проследиме настапот на градскиот хор Гординија и заеднички да го прославиме празникот на општината. Благодарам. Did my Lord deliver Daniel? Then why not ever remain? He delivered Daniel, yes, delivered Daniel, yes, delivered Daniel. He delivered Daniel, he delivered Daniel, yes, delivered. Why not ever remain? He delivered Daniel, yes, delivered Daniel, yes, delivered Daniel. Why not ever remain? He delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of the whale, and the Hebrew children from the fiery furnace. And why not ever remain? Hallelujah! He delivered Daniel, yes, delivered Daniel, yes, delivered Daniel. He delivered Daniel, he delivered Daniel, yes, delivered. Why not
deliver Daniel, yes, deliver Daniel, deliver Daniel, yes, deliver, why not, everywhere. I set my foot on the gospel ship, and the ship it begins to sail. It led me over on Canaan shore, and I'll never come back anymore. Hallelujah! Deliver Daniel, yes, deliver Daniel, yes, deliver Daniel, deliver Daniel, yes, deliver, why not, everywhere. Hallelujah! Deliver Daniel, yes, deliver Daniel, yes, deliver Daniel, deliver Daniel, yes, from the lion's den, from the belly of the whale, and the Hebrew children